Я пръв път сте в Скопие. Ви благодарам за представуването. Пръв път съм в Македония. Ви благодарам за шансата, що можем да я представувам нашата организация. Пръв път сте исто така во нашата телевизия. Добре дойдовте. Дали можете да ни кажете за организацията и за целите на организацията? CRIME значи мастер план за соработка. Нашата главна цел е имплементиране на политиките на Европа, посебно во Балкан, където прашањата за инфраструктурите са много важни. Нашата главна цел е да им помогнем на владите, локалните власти и разните министерства да се воведат, да се направят што е можно повеќе инфраструктурни проекти и да обезбедиме услуги за нивните граѓани. Кога зборуваме за партнерството, за јавните партнерства, што мислите, дали мислите дека јавноста е информирана? Дали луѓето знаат што значат приватните партнерства? За жал има недостаток на знаење. Луѓето знаете како да ги подготвите документите, но не знаете за нашите можности што ви нудиме. Но ова е голема можност, бидејќи ние сме алатка за помош, посебно за Македонија, каде што многу проекти може да бидат имплементират. Кој може да поднесе кандидатура? Најчесто треба да постои политичка волја. Во овој случај би рекол сите локални власти, градови и на министерствата со што може да се покренат вакви проекти. Дали можете по-детално да објасните доколку сакаме да поднесеме проект, инфраструктурен проект, например за пат, за автопат или нешто друго? Што прави вашата организација? Како може да помогнете и како овој проект може да биде имплементиран? Имаме пристап во 4 етапи. Значи, прво се поднесува апликацијата, потоа се оди на преквалификација, проект на преквалификација на меѓународен проект ниво, ги идентификуваме спонзорите, консултантите кои треба да обезбедат референци за секој проект. Според овој процес ние организираме средби, конкретни средби за проектите, каде ги им помагаме на двете страни. Од една страна им помагаме на барателот, а од друга страна барателот, кандидатот со што ќе може да се изведе самиот проект. Значи, имаме циклусен и холистичен пристап во организирањето на проектите. Од каде доаѓаат парите за овие проекти? Парите доаѓаат од 4 извори. Имаме финансиски финансирање на проектите. Тука се комбинира спонзори, фондови од заеми, од банки за развивање. Би рекол дека нашите пристапи се секогаш одржливи. Значи не се подпираме само на традиционално финансирање. Доколку овој план се имплементира тука кај нас од страна на власта или од општините, ако владата сака да гради повеќе патишта, болници, дали овој начин е добар начин доколку не можеме да ги собираме финансиите? Секако. Значи,
Проектите треба да се одржливи и ефикасни. На почеток најважно е да се започне процесот. Процесот бидејќи нашиот процес треба да се користи. It's a fourth procedure type, which is also in the European Union law in the tendering as tendering option, which should be used тој треба да се when the користи public side кога has a demand, but they didn't know барателот how to implement a project from the не знае како да technical, legal, and имплементира financial side. технички So гледано it's a некој procurement проект. process. Значи, So it's very овој important to проект understand го обезбедува тоа. that, Треба да се PPP, разбере it's дека not only нашиот- question of financing, it's also question дека не само што of финансираме, a sustainable and туку transparent дека procurement process. So what do you Проектите think, треба да се why одржливи. countries like Macedonia Зошто have мислите дека such држави low како level of- Македонија имаат of толку ниско ниво на this kind of спроведување на First ваквите of all, проекти? look, Како Macedonia is at the end of the day Македонија a young country. е млада држава, You cannot have this не experience from можете да immediately. имате It's a learning такво process. искуство уште од сега. But Macedonia, Но Македонија we have around about 2 million inhabitants. Има околу 2 милиони It's a small жители. country, but in Тоа е мала relation to the inhabitants, it's a држава, big country. но во So- споредба со бројот so на the држави public side на has граѓани е голема. Not too much tax incomes to provide the infrastructure. Значи, So но the не right way is одделувате to use the PPP големи approach, фондови за and you have вакви very good проекти, examples затоа можете да не what користите was the нас. similar situation. It Имавме was слична similar in ситуација Australia, во similar in Австралија Canada, which are и the во most Канада. advanced, for Тие се example, најнапредни countries in the world држави with во the PPP approach. држави Yes, can we кои apply ги for користат нашите projects услуги. like, Дали може да се hydropower plants поднесе or waste проекти за departments, градење на because we have a електрани, big на problem. депони, бидејќи тука имаме такви проблеми. Transport, пренесу education, health sector, едукацијата, здравството се сектори кои ние ги покриваме, кои ги потикнуваме, но овие проекти се наше секојдневие. На крај на денот, нашата организација не е приватна, што значи треба да разбереме дека владите ги контролираат финансиите. Значи ние ги комерцијализираме јавните адути. Yes, but when we talk about this project, Кога зборуваме за ваквите проекти и знаењето кое доаѓа од странство, токму така, значи изведувачите се странци, бидејќи тие имаат искуство со вакви проекти, но и меѓународните изведувачи имаат потреба од локални подизведувачи. Локалната индустрија, локалните сектори имат голема придобивка од овие проекти. Локалната бизнис заедница значи има голема добивка од тоа. Секако, сите имат голема добивка од ваквите проекти. Нашиот пристап од самиот почеток е да се зближиме со луѓето и да видиме што е најдобро за нив, кои се нивните барања. Ви благодарам за интервјуто и ви посакувам пријатен престој во Скопје. Ви благодарам. Многу ми е убаво Македонија. Ова беше интервјуто со господинот Зоран Јелик.